Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Понеделник, 2 февруари. Павловиот минат живот. Вообичаено е искуството на христијанските преобратеници да размислуваат за својот живот во однос на времето пред и откако го прифатиле Христа, како што прави и апостол Павле во Филипјаните во 3 глава. И така, браќа мои, радувајте се во Господа. Мене не ми е здодевно да ви пишувам исто, а вам ви служи за безбедност. Пазете се од кучињата, пазете се од лошите работници, пазете се од лажно обрезание. Зашто ние сме вистинското обрезание, ние кои служиме со Божиот дух и се фалиме во Христа Исуса, а не се надеваме во телото, иако и јас можам да се доверам и на телото. Ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тоа јас уште повеќе. Обрезан сум во 8-миот ден. Од Израелевиот род сум, од Венијаминовото племе, евреин од евреите, по закон фарисеј, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот бев безпрекорен. Но тоа што ми беше некогаш придобивка, тоа го сметав за загуба поради Христа. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа и да се најдам во Него, немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата, за да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, та некако да достигнам до воскресението од мртви. Не велам дека веќе го достигнав, или дека веќе дојдов до совршенство, туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. Браќа, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. И така, кои сме совршени, мислиме вака. Ако вие мислите и нешто поинаку, Бог ќе ви го открие и тоа. Но по она до кое достигнавме, според истото правило, и да бидеме едномислени. Угледајте се на мене, браќа, и гледајте на оние кои одат онака како што и вие имате пример во нас. Зашто мнозина за кои ви зборував многу пати, а сега зборувам и со солзи, одат како непријатели на крстот Христов. Нивниот крај е погибел. Нивниот Бог е стомакот. Нивната слава е во нивниот срам. Тие мислат само на земното, а нашето жителство е на небесата, од каде и го очекуваме Спасителот Господа Исуса Христа, кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со Неговото славно тело, според дејствието на Неговата сила, со која може да покори се под себе. Понекогаш, правилно или не, дури и за оние кои не се христијани, велиме дека се добри луѓе и, барем според мерилата на овој свет, многумина и на вистина се. Меѓутоа, според Божите мерила, никој не е добар, дури ни христијаните. Во текстот во Филипјаните 3 глава
od 4 do 6 стих читаме: Иако и јас можам да се доверам и на телото, ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тоа јас уште повеќе. Обрезан сум во 8-миот ден, од Израелевиот род сум, од Венијаминовото племе, евреин од евреите, по закон фарисеј, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот бев безпрекорен. Апостол Павле укажува на многу работи во својот живот за кои некогаш бил горд. Кои се тие работи? Како би ги опишале она што е добро во вашиот живот, во заграда, без оглед дали во минатото или во сегашноста? Апостол Павле прави остра разлика меѓу евреите кои поверувале, но кои ширеле лажни учења, и необрезаните верници кои за своето спасение целосно се подпираат на Христа, а не се надеваат во чисто човечки дела како што е обрезанието. Да видиме во Евреите 6 глава 1 стих. Затоа да ја оставиме почетната наука за Христа и да се обрнеме кон полна зрелост, не поставувајќи пак основа за покаяние од мртвите дела и верата во Бога. Евреите 9 глава 14 стих. Колку ли повеќе крвта на Христа, кој преку вечниот дух му се принесе сам себе си на Бога без недостаток, ќе ја очисти нашата совест од мртвите дела, за да му служиме на живиот Бог. Да споредиме со Римјаните 2 глава од 25 до 29 стих. Секако, обрезанието е полезно ако го исполнуваш законот, но ако си престапник на законот, твоето обрезание станува необрезание. И така, ако необрезаниот ги пази прописите на законот, нема ли неговото необрезание да му биде сметано како обрезание? И така оној кој не е телесно обрезан, а го исполнува законот, ќе ти суди тебе, кој си престапник на законот, и покрај тоа што го имаш словото на законот и обрезанието. Зашто не е јудеец оној кој е тоа надворешно, ниту е вистинско обрезание она што е надворешно врз телото, туку јудеец е оној кој е тоа во внатрешноста. А вистинското обрезание на срцето е по дух, а не по буква. Неговата пофалба не е од луѓето, а е од Бога. Иако Павловиот предходен живот и педигре можеле да остават голем впечаток кај неговите сонародници евреи, ништо од тоа не придонело за неговото спасение. Всушност, тоа дури и го попречувало, бидејќи го заслепувало некое време за тоа дека му е потребен Христос. Апостол Павле не само што бил обрезан, тој бил обрезан на 8-миот ден, што значило дека тој, како израелец и припадник на заветниот народ, бил обрезан строго според законот. Покрај тоа, тој бил од Венијаминовото племе, чија територија опфаќала некои од најважните израелски градови. Не само што знаел еврејски, туку како ученик на Гамалил, читаме во Дела на апостолите, 22 глава, 3 стих. Јас сум јудеец, роден во Киликиски Тарс и воспитан во овој град, при Гамалиловите нозе, научен строго според татковскиот закон, ревнувајќи за Бога, како и вие сите денес. Дела на апостолите, 26 глава, 4 и 5 стих. Каков беше мојот живот од младини, што го поминав најпрвин меѓу својот народ во Ерусалим. Тоа го знаат сите јудејци, зашто ме познаваат од почетокот, во заграда ако сакаат да посведочат, дека живеев како фарисеј, според најстрогата следба на нашата религија. И фарисеј бил препон со знаење за законот и начините на кои, барем според традицијата, треба да се применува.
Апостол Павле бил толку ревносен за законот, што ја прогонувал црквата поради незината наводна опасност за еврејскиот начин на живот, за кој мислел дека законот го пропишува. Интересно е што и покрај тоа што бил безпрекорен, според човечките сваќања на праведноста, апостол Павле сватил дека законот всушност е многу подлабок и со многу поголеми барања, отколку што можел и да си замисли, и дека без Христа тој стоел осуден пред него. Да го споредиме текстот од Римјаните 7 глава, од 7 до 12 стих. И така, што да речеме? Дали е законот грев? Далеку од тоа. Сепак, јас го запознав гревот само преку законот, зашто не би ја запознал страсната желба ако законот не рече: не ќе пожелуваш. А гревот најде повод во заповета и предизвика во мене секаква желба, зашто без законот гревот е мртов. И јас живеев некогаш без законот, но кога дојде заповета, гревот оживе, а јас умрев. И се покажа дека заповета, што беше дадена за живот, ме водеше во смрт. Имено, гревот, откако доби повод во заповета, ме заведе и ме уби преку неа. Затоа, законот е свет, а и заповета е света, и праведна, и добра. Со следните стихови кои се наоѓаат во Евангелие по Матеј, 5 глава, од 21 до 22 стих. Сте чуле дека им беше речено на старите: не убивај, а кој ќе убие, ќе биде виновен пред судот. А јас ви велам, дека секој кој се гневи на брата си без причина, ќе биде виновен пред судот. А кој ќе му рече на брата си празноглавец, ќе биде виновен пред Синедрионот. А кој ќе го нарече безумник, ќе биде виновен за во огнениот пекол. И Матеј, 5 глава, од 27 до 28 стих. Сте чуле дека им било речено на старите: не прави прелюба, а јас ви велам дека секој кој гледа на жена со желба, веќе извршил прелюба со неа во своето срце. Која клучна мисла во врска со законот ја истакнуваат и Исус и Павле? И зошто правдата од вера во Христа, читаме во Филипјаните 3 глава 9 стих, и да се најдам во Него, немајки своја правда, која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. А не законот е единствениот извор на вистинската праведност. Погледнете на тоа на овој начин. Колку добро го држите законот, особено на начинот на кој Исус рекол дека треба да се држи.